Биби! Медената авантура на Биби и Боби. Убав сончев ден, создаден за интересни авантури. Биби и Боби појдоа да ги посетат новите жители на волшебната шума. Медо Штедо и Медена. Леле, на вистина ви се прекрасни кукичката и градината, драги Медо Штедо и Медена. Благодарам, Биби. Ау, колку кошници со пчели имате! Да, навистина. Сега имаме дури 10 кошници. Но кога решивме да правиме мед, почнавме со една кошница. Но полека, со труд и работа дојдовме до 10. Да видите уште колку мед имаме тргнато настрана за зимата. Сигурно медот е многу сладок, а? Нјам, баш би сакал да го пробам. А јас би сакала да ми ја раскажете вашата приказна за чувањето пчели и за медот што го правите. Тогаш, предлагам да каснеме малку палачинки со мед и да се напиеме чај додека си прикажуваме. Што велите? Да! Јипи-рипи! Е! Нјам. Ау, ама е вкусен медот. Ми доаѓа се да изедам. И мене ми доаѓа се да изедам, но потоа ќе немам мед во текот на есенските и зимските месеци. Како тоа ќе немаш? Не разбирам. Боби, како што знаеш, пчелите прават мед само во пролет и лето. Штом стане студено, тие спијат, слично како мечките. Тоа значи дека со Медена мораме да го штедиме медот. Па тоа е многу слично како кога јас и ти штедиме парички во касичка. Да штедиме парички? Па јас ги трошам сите веднаш. Сите? Да, сите. Си купувам чоколадца, сладолед, одам во кино и така. Хо, Боби, но штедењето е многу важно. Затоа што ако штедиш, во иднина ќе можеш да си купиш нешто што навистина ти е потребно. Нешто поголемо и повредно. Како например велосипед или компјутер. Ама како? Па мене никогаш ништо не ми останува. Слушај, ќе ти ја раскажам нашата приказна и ќе дознаеш како. Кога на почетокот почнавме да правиме мед, со Медена не успевавме да заштедиме ништо. Медот едва и не стигнуваше за зимата. Среќа што имаме зимски сон, па јадеме помалку во тој период. Но потоа решивме да јадеме помалку мед во текот на годината за да имаме повеќе во зимските месеци. Така и направивме и не само што имавме повеќе. Размислувавме што да правиме со медот што ни остана. Тогаш Медена реши да штедиме. Решивме да штедиме, затоа што направивме план за нашата иднина. Сакавме да вложиме и да купиме повеќе кошници со пчели за да произведуваме уште повеќе мед. Си поставивме цел, еден ден да имаме убава нова колиба во шумата, со голема градина каде што ќе има место и за сите наши кошници и... Полека, со упорно и дисциплинирано штедење, нашиот сон се оствари. И така многу сме среќни што го остваривме нашиот сон и што сега сме тука во волшебната шума. Секако имаме и други планови за еднината. Леле, колку прекрасна приказна! Па сега ме инспириравте да штедам повеќе и да заштедам за да си остварам и некој од моите соништа. Јас пак не разбирам. Јас не можам никако да заштедам. Ништо! Ајде да се договориме вака. Да си поставите цели и да почнете да штедите. Биби, зашто сакаш ти да заштедиш? Кој е твојот сон? Па јас сакам да заштедам за нов, поголем велосипед, затоа што тој што го имаме веќе стар и малечок. Одлично! А ти, Боби, зашто би сакал да заштедиш ти? Па, не знам, за некоја нова играчка. Но Боби, ти не можеш вистински да заштедиш затоа што ги трошиш парите на ситни желби и задоволства, како чоколадо и сладолед, или зашто сакаш да ги потрошиш на уште една играчка, што реално не ти е потребна. Треба да си поставиш поголема цел, како што направи Биби со велосипедот. Нешто големо, што на вистина ти е потребно. Аха, како компјутер, например? Да, Боби, баш така! Ма за тоа ќе треба да штедам долго време, нели? Така е,
Но задоволството од како сам ќе си купиш нов компјутер со твои пари ќе биде поголемо. Вреди да се обидете, нели? Можете и да заработите дополнителни парички, така што ќе им помагате на вашите родители во домашните задачи. Или можете да доаѓате и да ни помагате на Медена и мене. Да полниме тегли со мед, да ги ставаме во кошнички и во нашата количка и да ги испорачуваме кај другите жители во волшебната шума. Што велите? Сакаме! 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 Браво, Биби! И едно големо браво за Боби, бидејќи успеавте да заштедите толку многу. А можете ли да ни раскажете како успеавте да заштедите? Јас им помагав на мама и тато во домашните работи. Ние в садови, бришав прашинка и го редував дворот. И ти помагав и тебе, Меденка, да ги полниш теглите со мед. Ням, 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 ням. Јеј! А јас му помагав на Медо Штедо да ги носи теглите кај жителите на шумата и да ги продава. И ја косев тревата во дворот и ги чував моите помали братче и сестриче. И дали беше тешко да се заштеди? Мене ми беше полесно. Но мислам дека Боби неколку пати падна во искушение да ги потроши паричките. Па ми се јадеа сладке и сладоледи секој ден, ама се воздржав и купував само еднаш во неделата. И сакав да си купувам и играчки, но се воздржав и не си купив. И така веќе има многу играчки. Браво, Боби! Горд сум на тебе што успеа да заштедиш. Но, Медо Штедо, мислам дека се уште немам заштедено доволно за да си купам компјутер. До кога ќе морам да штедам, а? Бидејќи сега имаш заштедено доволно парички во твојата касичка, мислам дека е време да ги вложиш во шумската банка. Јас и Медо Штедо го правиме тоа. Во шумската банка Да, затоа што така вашите парички ќе растат. ќе растат. Па тоа е фантастично! Тогаш да одиме заедно во шумската банка. Така, Биби и Боби ги вложија заштедените парички во шумската банка. По неколку месеци тие имаа заштедено доволно за да ги купат нештото што толку ги посакуваа. Биби си купи нов велосипед, а Боби нов компјутер. Ви благодарам, Медо Штедо и Медена, што ме научивте како да штедам и што ми покажавте колку е важно штедењето. Благодарение на вас, ние научивме како да планираме и како да го оствариме она за што сонуваме. Многу сум радосен што ве гледам вака среќи и се надевам дека веќе си поставивте нови цели за кои ќе штедите во иднина. Да! Но, пред да продолжиме со штедење, да каснеме малку палачинки со мед. Мене многу ме измори ова штедењево и работењево и што уште не. Уф! Ням, 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 ням.